задоволен сум од договореното, мада можеше и уште подобро. Со тоа што сега очекувањата прво ги исполнивме, значи целите за кои што сме тука дојдени. Сега очекувањата наши се малку резервирани во однос на тоа како ќе се однесува човеков што е од Каршија, кога ќе треба да се предадат министерствата кои што се доделени ради контрола и ослободување на притисок за гласање. Треба да се почека, значи, до септември и да видиме што и како ќе биде понатака. Доколку продолжи да прави по свое диктаторот во оставка, ние повторно сме спремни да направиме вакво нешто, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Се надеваме на се најдобро. Време ли е сега да се собере кампот, или? Се уште не е време, треба да видиме прво, значи, да дојдат луѓето за кои што ние сме тука, да ни кажат што и како е работата, што е поточно договорено, како траеле преговорите. Изјавите од порталите, изјавите од телевизиите, ние ги прочитавме, ги знаеме, меѓутоа да видиме од нив изворно како тоа е одвивано и што е правено и ќе дојдеме ние до заклучок, пошто овдека СДСМ не е водечка сила во кампов. Ова е граѓанско движење, СДСМ е представник на опозицијата и ние го поддржуваме, па ќе видиме како ќе биде. Младежка гарнитура ништо не е сигурно, само се надеваме дека ќе со поголјак притисок од наша страна и со добро сработена кампања ќе успееме во она што сме го зацртале. Слободата, едноставно слободата во Република Македонија. Останете тука да кампувате? Сметате дека има потреба? Мислам дека ќе нема потреба, бидејќи падна договор, се зависи од раководството, како ќе каже така. А иначе го треба ќе останеме и до крај. Непопустливиот попушти, толку. Значи задоволни сте? Презадоволни. Има ли сомнеш дека ќе се реализира тоа што е договорено? Или сметате дека и понатаму треба да продолжи граѓанскиот отпор и притисок? Познавајќи го Никола Груевски, искрено има сомнеш дека ќе се реализира, но тврсто веруваме во договорот, посебно во лидерот Зоран Заев, а ако е потребно, ние сме пак тука и пак ќе се вратиме, не е проблем. Што мислите дека е најбитниот сегмент од договорот? Дали оставката на Груевски или влегувањето на СДСМ во министерствата или можеби специјалниот јавен обвинител? Најбитниот сегмент према мене е падна митот за груевизмот, за непопустливиот. Нели до вчера немаше ни избори, предвремени, немаше министер за внатрешни сакаше да слушне. Падна груевизмот. Мислам, митот за груевизмот се уништи.